До крајот на месец февруари земјоделците од Кочанскиот регион ќе чекаат одговор на нивните барања испратени до надлежните институции. Оризопроизводителите велат до крајот на месецот ќе чекаат да се исплатат субвенции и да се пушти нафта, за да може да почнат подготовките за сеидбата на оризот. Бидејќи како што велат, скапо е се и мора да има цена на производството, за да има и сеидба и да продолжи развојот на земјоделството. Да се исплатат субвенциите до крајот на февруар. Нафта да се пушти до крајот на февруар, бидејќи од март почнуваат значи припремите за сеидба на оризот. Мора да пренемативите. Ние со оваа цена, со 35 динари, која производната цена 3-4 динара, и да ми кажува некој, јас се бавам со земјоделие. Никој нема со земјоделие, ќе го остават земјоделието. Еве сега за пчениците треба ѓубре. По 50 кг, значи на еден декар да порлеш, тоа са скоро речи 2000. А ја 2000 од целата нива само ѓубре да првно, значи јас не може да извадам толку. Што значи, без субвенционирање и без производна цена нема земјоделци. Децата ќе ја напуштат земјата, младите ќе останат само старците. Ако до крајот на овој месец не се слушнат барањата на земјоделците, од 1 март се најавува генерален штрајк на ниво на цела држава. Целта на ваквата одлука е да го добијат она што го заслужуваат и да може да ги посеат нивите со пченица, ориз и слично. Во спротивно велат, полињата ќе останат празни. Ако не се преземи, ако не ги исполнат сите овие барања, ние од 1 март ќе стапиме во генерален штрајк, значи на цела Македонија. Кога гледаме од Европската унија, една Грција, една Бугарија, една Германија, сите земјоделци испаднаат значи лош состојба. Значи Европската унија е гробар на земјоделието. Ако со овај тренд, со оваа неодговорност на владата и на Министерството за земјоделие, а мислам дека ќе останат многу површини. А и тоа што има што е постојано пчениците, колку роде толку, бидејќи нема ѓубре, нема со што да купат ѓубре. Еве ќе ви кажам, 19,7 е производна цена. Откупува го за 10 денара. Кој е тај ненормален што ќе чува? И ако има некоја пензија или од плата на детето да фрле, да произведе храна, и тоа некој не му го дава. Мислам, жално е. Како што велат земјоделците, изборите за нив се неважни, кога никој не ги слуша нивните земјоделски маки. Без мешање на политика, очекуваат да се слушнат нивните барања и да се реагира навремено.